доколку медиумите не откриваат транспарентно дека ги користеле некои од моделите на вештачката интелигенција за селекција, обработка, креирање на новинарски содржини, тогаш публиката може да добие представа дека се работи за продукт кој што е автентичен, кој што е оригинален и дури да верува во целост во тој продукт, а самиот тој продукт да содржи и стереотипи, пристрасност која што ја носат алгоритмите самите по себе, бидејќи тие се креирани од човечкиот фактор, а при тоа тука може да се пробијат одредени стереотипи, да содржи стигматизација, предрасуди, да бидат исклучени значајни гласови, да бидат исклучени значајни теми. Јавноста се повеќе ќе биде под влијание на сортирањето, филтрирањето на информацијата од страна на специјални програми, кои се тоа алгоритми, или поразвиени софтверски решенија во форма на вештачка интелигенција. Тие се повеќе ќе имаат улога да ги сортираат информациите и да бидат посредник помеѓу авторот, односно креаторите на содржините и јавноста. Во таа смисла, тој вид на олеснување на пристапот до информации, како тие да се интерпретираат, каде да се наоѓаат, како да се контекстуализираат, се повеќе ќе биде офатено од вештачката интелигенција и во таа смисла и вештачката интелигенција ќе има поголемо влијание врз јавност. Да, државата треба да воспостави законска рамка со тоа што треба да бидат инволвирани 3 или 4 министерства, почнувајќи од новото Министерство за дигитализација, од Министерството за правда и од Министерството за внатрешни работи, у контекст за доколку се случи некое дело авторско што е украдено или нешто, за да бидат сите министерства запознаени. Ние како невладина организација планираме да објавиме еден регионален извештај каде што таму ќе бидат покриени и овие ризици и многу наскоро ќе биде достапен за да користат сите, вклучувајќи владини и невладини организации, дури и компаниите. На прашањето дали може вештачката интелигенција да биде автор, секој дека може, меѓутоа да, јас например би се залагал ако се користи во форма на книжевно дело, некнижевно дело, печатено било каква, важно да е книга, секогаш да биде регулацијата да наложуваат дека мора да биде наведено дека например делото е напишано со помош на вештачка интелигенција за тоа да го знае читателот однапред. Бидејќи сметам дека е нечесно да се користи вештачка интелигенција во исто време да биде подпишано од некој автор. Дали ние би објавиле книга, во моментов сум категорично стојам на тоа дека не би застанале за дизајнот кој што е напишано, а од вештачка интелигенција сакаме да го заштитиме авторот, сакаме да ја заштитиме книгата, сакаме да бидеме одговорен издавач. Тоа ни е нас најважно и се бориме книгата да не ја изгуби својата форма, својата важност, својата автентичност и сето она што значи за нас како луѓе, за општеството и во поширока смисла градење на приказната, односно на тоа што значи книжевност.